Ниту снегот не успеа да ги покрие последиците од штрајкот на тетовските комуналци. Контейнерите една недела се преполни, а покрај нив има купишта смет. Граѓаните се принудени ѓубрето да го фрлаат на улица, но сепак го поддржуваат штрајкот. Бога ми, ја како граѓанин ги поддржувам работниците. Имаат право во тоа. Има ли многу отпадни статуи? Па доста. Сега нешто снегот малце ги покри, иначе има доста. Многу. Низ куќите се уште не се собира, а големите депонии ги гледате по град. Тие се во право. Имаат право, бидејќи 3 месеци дана работиш, секој држиме фамилија. И ја мислим дека тие се во право и треба да се најде заеднички јазик и да се излегува од ова ситуација. Има ли многу отпад низ тето? Има многу. Сегде на секоја улица има. Тоа се гледа дека има. Ѓубрето веќе на улица се фрли? Да. Се гледа секој ден. Тие се така. Уште не е расчистено. Во право се луѓето. Во право се, бидејќи без плата кај можат. Треба да му платиш на човекот плата да земат, па после да работи. Сега и тие веруваат дека нема. Ама едно е нема, друго е да од каде ќе се кране, од каде тој ќе плати струја, вода, давачки. Има ли многу ѓубре по тето? Има многу. Каде се фрла сега ѓубрето? Контейнерите се преполни? Негде на исто место. По улица, тоа е. Вработените во тетовското комунално предпријатие добиле една од трите неисплатени плати, но и денеска беа јасни дека нема да ги празнат контейнерите, се додека не ги добијат сите за останати плати и придонеси. Штрајкуваат сите единици на предпријатието со 130 работници. Док да дава 3 плати, мие не излезе. Не знам и мие што, треба да дојде директорот да не каже нешто. А ништо ни директорот, никој не е дошло. И сега мие чекаме плата, мие наше права бараме, не бараме никога. Овде нас ни претат, нас не тера ноќу на работа. Почели да тепаат луѓе по улице, зашто не иде на работа. Кај е тоа? Дали е фашистичко време или е демократија? Ако е демократија, дај да се реши. Ми не идемо да... Никој не сам рекол, сам те украл. Него овај вика, ем те тепам, ем не дозволявам да платиш. Тоа е овој, тако го право. Меѓутоа ѓубрето не го собира? Не, докле год не се исплатимо, нема ѓубре. Сви имамо деца, имамо боли луѓе, имамо и овде се инвалиди, 50% сигурно да нема здрав човек. Па продолжуваме исто сега док не се пропушта тие 3 плати. Пуштили само една. Тоа само банката ни го запленила, сега немам ништо. Идеш кај банка, немаш ни 100 динара да земаш. И денеска се обидовме да добиеме изјава од директорот на комуналното Ајет Мурати, но повторно по телефон само кратко ни кажа дека е на состанок на управниот одбор. Штрајкот започна од вторникот минатата недела. Од тогаш тетово тоне во отпад. Градоначалникот Сади Беџети за утре најави пресконференција во врска со овој проблем.